Објавувањето на тендерот за јавното претпријатие за државни патишта за изборна компанија што ќе го гради експресниот пат Кочани-Штип ги охрабри граѓаните дека реализацијата на овој капитален објект ќе стане реалност со оглед на неговото значење за општина Кочани како и за крајниот источен дел на државата, со коментар околу спроведувањето на активностите излезе градоначалникот Радко Димитровски. Експресниот пат Три чешми Кочани, иако многу луѓе го кажуваат Штип Кочани, значи тој поаѓа од Три чешми, подготовките на клучката, градежните работи на клучката веќе се вршат од кај Три чешми. Е поделен на два дела. Едниот дел е од клучката Три чешми до клучката кај Крупиште. Таму е изберен изведувач и се очекува да се подобрат временските услови за да излезе механизацијата и да работи. А додека вториот дел од Крупиште до хотелот, ресторанот Национал и е во фаза на тендерирање, односно распишање тендерот и се очекува дека ќе се пријават исто така голем број на кандидати и очекуваме некаде до крајот на март месец да се заврши процесот за избор на нов изведувач. Дали ќе биде постојните кои што се изберени за првиот дел или ќе бидат нови, ќе кажат резултатите од тендерот кој што е во тек. Изградбата на целокупната патна инфраструктура би се развила во рок од 2 години од почетокот на градежните работи. Значено е да се истакне дека патот ќе се состои од 4 коловозни ленти, а ќе има и 10 мостови за надпатници. Со реализацијата на оваа сообраќајна делница, која ќе се надоврза на автопатот Скопје-Штип, на граѓаните од источниот дел од Македонија ќе им се возможи брзо и ефикасно поврзување со другите делови од државата и особено со главниот град Скопје.